најнапред сакам да се заблагодарам на колегата Дачич за топлиот прием кој што го имаме во Република Србија. Благодарам, колега, за она што овде се чувствуваме како да сме дома, за тоа што имавме една одлична средба во текот на денешниот ден, секако и во текот на вчерашниот, со посетата на границата, но особено во текот на денешниот, каде што разменивме искуства и информации во насока на една силна полициска соработка, една одлична полициска соработка која што ја имаме како две соседни земји, но секако која што сакаме да ја подобриме и да ја фокусираме се со цел да можеме уште подобро да соработуваме измеѓу двете земји на ниво на полициските служби. За нас е круцијално да можеме во заедничка соработка да делуваме против криминалните групи, се со цел да може да се справиме со организираниот криминал и транснационалниот криминал кој што го имаме овде. И секако, освен борбата против организираниот криминал, фокус на разговорите беа и подобрување на соработката во делот на граничните премини. Вчера констатиравме заедно со министерот фактичка состојба на лице место, учествувавме во рамки на она превентивна акција која што имавме на граничниот премин, при што оценивме дека можеме да ја подобриме фреквенцијата на возила и на луѓе во рамки на граничните премини, така да се договоривме да формираме една работна група која што и претходно постоела, но сега се надеваме дека ќе дадеме за еден релативно краток временски период резултати кои што би можеле да не доведат во иднина до навистина проверки на една позиција, а не на две позиции како што е сега, она во суштина да го примениме one-stop системот за проверка на нашите државјани. Тоа беше една клучна тема која што ја разговаравме покрај организираниот криминал и се она кое што е поврзано со нелегална миграција и во делот на работата на крим полиција и секако гранична полиција. Останатиот дел во рамки на разговорите каде што утврдивме одлична соработка, а тоа е од Република Србија во Македонија да упатиме 4 полициски службеници во текот на месец август, кои што ќе може да ги фокусираме, односно да делуваат во рамки на подрачјето на градот Охрид, првенствено. Ви благодарам за тоа, министер, уште еднаш. И секако, она кое што ќе биде клучно во рамки на идното реформирање во рамки на Министерството за внатрешни работи е и делот поврзан со обуки, континуирани обуки и соработка на двата центри за обуки кои што ги имаме, се со цел да можеме да ги размениме нашите искуства и знаења, се со цел да можеме да имаме попрофесионална полиција, се со цел да може истата да биде ставена во функција на нашите граѓани. Уште еднаш ви благодарам, министер, за одличната билатерална средба која што имаме. Ви благодарам за топлиот прием и да ви се заблагодарам уште еднаш за помошта во рамки на кризната состојба која што ја имавме како држава и се надевам дека во иднина само уште подобро ќе може да комуницираме.